Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. За реализација на програмата за изградба и асфалтирање на улици, Општина Кочани обезбеди околу 2 милиони евра за комплетирање на 30 сообраќајници во градот и другите населени места. Дел од средствата се од сопствениот буџет, а останатите од други извори, при што за половина од улиците веќе е завршена постапката за избор на изведувач. Општина Кочани обезбеди 125 милиони денари, што до крајот на оваа година ќе ги вложи во изградба и асфалтирање на 30 улици во градот и во населените места. Сообраќајниците што ќе добијат асфалт се со вкупна должина од 13 километри, при што 2 се веќе во фаза на градба, за 17 е избран изведувачот, а за 8 улици во тек е јавниот повик за прибирање понуди од градежните фирми. За останатите во подготовка е тендерската документација за јавниот повик за избор на изведувач. Скоро половина од улиците што ќе се асфалтираат се во градот, односно во населбите Прокарка, Варница, Лесна индустрија и Усова чешма, како и во близина на споменикот на Слободата и кај старата филтер станица. Градежната механизација на изведувачот е подготвена и се чекаат соодветни временски услови за да почнат градежните активности и на 10 улици во селата Оризари, Тракање, Долни Подлог, Мојанци и Прибачево. Освен тоа, во руралниот дел ќе се асфалтираат по 2 километри локални патишта од местноста Крушка до Ајдар и од населбата Оризари до локалитетот Добра вода. Покрај изградбата и асфалтирањето на нови улици, почнати се активности за реконструкција на уште 9 улици во градот на кои ќе се отстранува горниот слој на асфалтот и ќе се поставува нов. Во програмата за рехабилитација влезени се улиците Раде Кратовче, Гошо Викентиев, Тодосија Паунов, 4-та македонска бригада, 2 крака на улицата Маршал Тито, Илинденска, Плачковица, Коста Рацин и 9 мај, за кои ќе се вложат околу 46 милиони денари, што се обезбедени по разни основи. Со програмите за уредување на градежно земјиште за помалите улици во градот и во населените места каде што пристапот на механизацијата за асфалтирање е отежнат, планирано е да се бетонираат коловозите. Кочани и Виница се дел од 14 општини во државата во кои под закуп на подолг временски период се нуди државно земјоделско земјиште со определена намена. Заинтересираните закупувачи треба на површините да засеат долгогодишни насади или да изградат стопански објекти за спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Општините Кочани и Виница се вклучени во огласот што веќе тече, а што го објави Министерството за земјоделство за давање под закуп на државно земјоделско земјиште. Предмет на постапката е земјиште на кое нема подигнато насади, врз кое не е востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или пак не постојат други пречки за доделување на земјиштето под закуп. Површината за која што може еден понудувач самостојно со геодетски елаборат да достави понуда и да ја добие по јавниот повик за една, повеќе или дел од катастарска парцела изнесува најмногу до 3 хектари. За разлика од досегашните огласи во кои Министерството ги објавуваше расположивите парцели, со овој јавен повик земјоделците имаат можност само иницијативно да пројават интерес преку изготовка на геодетски елаборат и прибирање на сите потребни документи за земјиште за кои имаат информација дека е слободно. Целта е да се стави во функција целото расположиво земјоделско земјиште, вклучително и оние парцели што не се атрактивни. Според техничката спецификација во повикот, просечната почетна цена за закуп изнесува 4979 денари од хектар во атарот на Кочани, додека на територијата на општина Виница просечната цена за закуп изнесува 4959 денари од хектар. Земјиштето може да се искористи за подигање долгогодишни насади, оранжерии, долгогодишни насади со лешник, маслинарници, други земјоделски култури за период до 15 години, за ливади во истиот временски период, за брзорастички дрвја, рибници и спортско-рекреативни активности како и рурален туризам. Намерата е сите земјоделци кои се занимаваат со земјоделство и кои сакаат да го прошират своето производство или пак да започнат агробизнис да дојдат до земјоделско земјиште. Рокот за поднесување на пријавите за учество на јавниот повик е до 22 јануари, а заинтересираните земјоделци по детални информации може да добијат и на веб страницата на Министерството за земјоделство.
За 2 години Кочани стана инфраструктурна црна дупка и ја доби титулата најзагаден град во Источна Македонија. Меѓу другото беше споменато на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кочани. Македонија на чело со СДС станува изгубена. Влезе меѓу најсиромашните економии со перформанси на земјите од европската периферија. Додека Македонија тоне во долгови, Кочани сериозно заостанува станувајќи инфраструктурна црна дупка. За само 2 години ја доби титулата најзагаден град во Источна Македонија. Воздухот е отровен, а стапката на иселување е алармантна. Општината никогаш не била во полоша состојба. Не е реализиран ниту еден битен капитален проект, се што ветија излажаа. 99% од ветената програма и на локалните и на парламентарните избори, за жал, се само празно слово на хартија. Прашуваме, каде се бомбастично најавените проекти од витално значење за општина Кочани? И зошто никој од власта не зборува за ветувањата на градоначалникот и на владата? Зошто од општинската организација на СДС и од локалната не признаваат дека свесно ги излажаа граѓаните? Каде е гасификацијата на цела општина Кочани? Каде е старечкиот дом? До каде е финансиската поддршка за секое новородено дете? Каде е новата водоводна мрежа, професионалниот театар? Зошто во екот на зимскиот туризам на Пониква не се користат топовите за вештачки снег? И зошто на Пониква се уште нема служба за спасување? Со политиките на Зоран Заев и Николчо Илиев не само што е потрошена сегашноста, туку е нагризан и дел од иднината. Граѓаните секој ден и се почесто чувствуваат како да живеат во рурална општина, далеку од современиот свет. Казната ќе стигне многу наскоро. Граѓаните се следат и се паметат. И на крајот ќе заклучиме. Тешко е да веруваш некому кога тој веќе еднаш ти дал причина да не му веруваш. Партиска пресконференција за сеење магла и исправување со предизборен страф. Одговор на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од кабинетот на градоначалникот на општина Кочани. Свесни сте дека не само претходниот, туку ниту еден друг градоначалник на Кочани не успеал за период од 2 години како изминативе да почне со реализација на толку многу крупни капитални проекти во Кочани. Нема да ги набројуваме затоа што ги знаете сите до еден. Од оваа партиска пресконференција, како задолжение што ви е наметнато, видлив е само вашиот огромен страф од предстојните парламентарни избори. Граѓаните пак уште долго нема да ги заборават милионските долгови што и ги оставивте на општина Кочани, но и личниот комодитет што од нивниот грб си го обезбедивте за вас и за вашите поколенија. Таква е вашата грижа за Кочани, која ја гледавме повеќе од 1 деценија. Таква грижа никогаш повеќе. Се вели во одговорот на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од кабинетот на градоначалникот на општина Кочани. Голем број верници присуствуваа на светата литургија, што по повод празникот Свети Василий Велики се одржа на истоимениот манастир на Пониква. Со литургијата чиножалствуваше владиката Иларион со повеќе свештеници од Брегалничката епархија, кои на сите верници им упатија благослов за успешно ново 2020 лето Господово. Со црковно-народен собир и Света Василева литургија одбележан празникот посветен на Светиот Василий на истоимениот манастир на Пониква и почетокот на православната нова година. Празнувањето започна рано изутрина со света литургија, со која чиночествуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. Владиката го освети и славскиот колач и на сите присутни верници им го честиташе празникот и им даде благослов за успешно и среќно ново лето Господово. Свештениците зборуваа за празникот Свети Василий, како и за обрезание Христово. Денеска Светата православна црква празнува 3 празника. Тоа е обрезанието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, еден празник кој што е значаен за нас христијаните, бидејќи според тогашното време кога на земјата битисувал нашиот Господ и Спасител, новороденчињата на 8-миот ден ги носеле кај првосвештеникот, биле обрезувани
и тогаш им било давано нели името како ќе се нарекуваат. Христос како и секој новороденче не го поништувал законот кој што бил даден од Мојсија чуван преку татковците, туку напротив снисходува и заради нас и заради нашето спасение веќе како бебенци од само една недела ги трпи првите болки, иако нели навистина како Бог немал потреба од тоа, но со самото ова трпење на првите телесни болки ни било укажано дека нашиот Господ и Спасител и подоцна на крстот ќе страда токму заради нас и заради нашето спасение. Вториот празник кој што го чествуваме, тоа е споменот на светиот Василий Велики, епископот Новокесариски, еден столб, едно големо светило на православната црква, човек кој што иако се представува млад на Господа веќе во неговата 40-та година, сепак за време на неговиот земен живот многу направил за утврдување на вистинската вера, посебно во тоа време кога што црквата била внатрешно гонета пред се од еретиците. Од него имаме зачуване голем број книги, голем број поуќа, нели има исто така зачуване и света литургија Василиева, која што се служи 10 пати во годината, вклучувајќи го и нели денот кога го чествуваме неговиот спомен. Манастирот го посетија стотици верници кои палеа свеќи и упатуваа молитви за здравје, а се одржа и празнична трпеза. Црковниот одбор од манастирот и годинава организираше автобуски превоз за сите верници кои сакаат да присуствуваат на литургијата. По осветувањето на колачите прославата продолжи во кругот на манастирот со песни јора, греана ракија и празничен ручек. Послужи и времето, па повеќето од присутните има можност да прошетаат по прекрасната планинска убавица. Да се направи лекарски преглед и да се знае молитвата Отче наш. Се условите за пријавување за чинот на потопување на честниот крст во водите на Кочанска река и за одбележување на празникот Богојавление Водици, кој што започна од 13 јануари, понеделник. Со цел да се даде христијанска димензија на чинот, за тој што ќе го фати крстот, големи награди и годинава ќе нема. Започна пријавувањето за учество во чинот потопување на честниот крст во водите на Кочанска река. Кандидатите кои ќе се пријават треба да бидат полнолетни и да исполнуваат одредени услови, да ја знаат напамет Отче наш и да имаат потврда од лекар дека се здрави. Ова е веќе покана за сите оние кандидати кои што сакаат да земат традиционално учество на овој свети убав православен чин, да дојдат да се пријават овде во просториите при храмот. Значи, условите се, како и секоја година, да бидат полнолетни, да бидат од градот Кочани, да бидат пред се православни, крстени во православната вера и секако ги испитуваме, нели, барем да знаат молитвата Отче наш, кој што е едно, доколку не ја знаат, навистина не можеме да се наречеме христијани. Така да, ова е еден последен повик до нив да дојдат да се пријават. За терминот кога ќе биде потопен честниот крст ќе информираме дополнително, бидејќи најавено присуство овој чин да го изврши неговото високо преосвештество митрополитот Брегалнички господин Тиларион. Награди за оној што ќе го фати крстот и годинава ќе нема, од причина да не се пријавуваат кандидатите заради добивање награди, туку заради значењето и христијанската димензија на самиот празник, велат од храмот. Сите подготовки за одбележување на празникот Богојавление Водици и потопување на честниот крст во водите на Кочанска река се веќе при самиот крај. Се расчистуваше коритото на реката и се овозможи лесно собирање на водата на местото каде што ќе се изврши потопувањето на крстот. И годинава храмот Свети Великомаченик Ѓорги достојно ќе го одбележи празникот Водици со читање часови во црквата, света божествена литургија на празникот Водокрст 18 јануари, кога е и строг пост, и со света литургија на самиот празник Богојавление 19 јануари. По литургијата со свечена литија од храмот ќе се оди до местото каде што ќе се потопува светиот крст. Чинот и годинава традиционално се очекува да го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Од Кочанскиот храм апелираат до верниците пред да одат кај реката каде ќе се извршува чинот на потопување на крстот, да присуствуваат на светата божествена литургија и со тоа на чинот да не се гледа како спектакл, туку како чин со длабока духовна димензија. Следува информацијата од спортот. Со започнувањето на подготвителниот период за пролетниот дел од првенството во втората лига, екипата на Осогово се засилува со играчи од младинскиот погон. Од управата на клубот информираат дека се ангажирани 5 фудбалери кои ќе влезат во сениорскиот тим.
Заедно со стручниот штаб на екипата која веќе ги започна физичко-кондиционите подготовки за пролетниот дел од првенството во второлигашкото друштво, управата на фудбалскиот клуб Осогово бара начини како да го подобри играчкиот состав на тимот. Според официјалното известување, веќе се вклучени играчи од сопствените редови, односно од младинската екипа. Новиот тренер на сениорскиот тим на Осогово, Кирчо Георгиев, се одлучил за овие подготовки да вклучи 5 младинци, родени 2003, 2004 и 2005 година. Па така со првиот тим веќе работат Љупче Пеов, Бојан Стојанов, Марко Соколов, Стојан Четренчев и Давид Симонов. Ова треба да биде мотив и показател за сите наши млади надежи дека со работа и напор, како и со квалитет, вратите на првата екипа им се отворени, велат од Осогово. Исто така се потенцира дека уписите во Младинската академија повторно се активни, а истите ги вршат тренерите Зоран Тодоров и Александар Нисев. Исто така пријавувањето може да се направи и на профилите на социјалните мрежи на фудбалскиот клуб Осогово. Во писменото известување од управниот одбор на Кочанскиот второлигаш стои дека во изминатите 3 години максимално се работело, а членовите на клубот не плаќале ниту членарина, ниту превоз, ниту пак за опрема, односно биле целосно ослободени од овие трошоци. При тоа биле овозможени услови за работа од стручен кадар, а резултатите полека, но сигурно се очекува да излезат на површина. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатамо со нашата програма. Довидување.